Почитувани граѓани, земјоделци, новинари. На денот на распрснатиот бетон на Никола Груевски, кој што потврди дека криминалците се што рекоа, се порекоа, објавуваме уште една официјална потврда. Потврда на она што го говоревме, потврда на злоупотребите и криминалот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова е конечниот извештај на Државниот завод за ревизија. На 65 страни констатирана е целокупната погрешна криминална политика во земјоделието. Во делот на управувањето со земјоделското земјиште, ревизорите констатираат дека иако постои изработен софтвер, не се води ажуриран земјоделски регистар. Нема соодветно следење на наплатата за закуп на земјиште и не се евидентирани значаен дел од склучените договори за закуп на земјоделско земјиште. Дел од избраните понудувачи не доставувале банкарски гаранции, додека не се обезбедени условите за користење на веб апликацијата за електронско јавно надавање. Се констатира дека на огласите се бараат документи кои што не се наведени во закони и документи кои што државата треба да ги обезбеди по службена должност без дополнителни оптеретувања на апликантите. Сето ова отвара простор за злоупотреби, што ги покажавме кога бевме внатре во Министерството. Се доделувала земја на луѓе блиски на фамилијата, додека вистинските земјоделци остануваат без земјиште. Токму во делот на доделувањето на земјоделското земјиште, ревизијата констатира дека на јавен оглас се објавуваат и површини под вода, спортски игралишта и веќе изградени објекти, додека одредени површини не може да се стават во владение поради тоа што противправно се обработуваат од страна на други лица, а за тоа не е вршен инспекцијски надзор. Ревизорите констатираат дека и покрај исполнетите услови не секогаш договорите за земјоделско земјиште се раскинувале. Земјоделското земјиште од раскинатите договори не секогаш се објавува како слободно, што за ревизорите упатува на противправно користење на истото земјиште. За тоа колку е алармантна состојбата, говори фактот што ревизорите во извештајот напишале дека се сомневаат во наменското, ефикасно и легално користење на земјоделското земјиште во државна сопственост. За следењето и наплатата на закупнината, ревизорите пишуваат дека не постои унифицирана евиденција во секоја подрачна единица на Министерството. Не е воспоставен единствен електронски систем за следење и контрола на наплатата. Од Министерството до ревизорите не доставувале ажурирани податоци за бројот на должниците, како и за активните, раскинати и истечени договори, односно целосни податоци за утужените закупци. На ревизорите не им биле презентирани ниту податоци за тоа дали Министерството на сите должници им доставувало опомена за подмирување на врските. Тоа покажува дека Министерството се обидува да го прикрие криминалот што е правен. Понатаму, ревизорите забележуваат и дека побарувањата по основ на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост сметководствено не се евидентираат во ниту еден надлежен орган. Токму поради сите овие забелешки, ревизорите се загрижени дека се остава можност земјоделското земјиште да се користи без да се плаќа закупнина на штета на буџетот на државата. Тоа ние го потврдивме во повеќе случаи за кои што веќе се процесуирани и кривични пријави. Ваквиот хаос го потврдува со допис и министерот Михаил Цветков во одговорот до ревизорите, каде што се наведува дека ќе бидат преземени соодветни мерки и активности за надминување на оваа состојба. Институционалната потврда на погрешните криминални политики во ова министерство се доказ зошто законите мора да важат за сите подеднакво. Затоа криминалната аболиција на Ѓорѓе Иванов мора веднаш да се поништи во целост. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара. Благодарам.